А во продолжение, уште еден убав разговор во студиото за едно уникатно и трансформативно образовно искуство кое што им е достапно на средношколци од Македонија. Станува збор за учење во рамките на светската мрежа на училишта, што го обединува образованието со мисија за мир, одржливост и културна размена. Утрово со нас е Стефан Петровски, поранешен ученик на коледж во Канада, кој токму преку оваа програма ги поминал последните 2 години од своето средно образование во интернационална заедница, каде се учи, живее и расте заедно со ученици од буквално сите делови на светот. Добро утро, Стефан, за тебе. Ќе поразговараме малку околу твоето искуство, процесот на аплицирање, но и за тоа зошто оваа можност е вредна за секој љубопитен средношколец кој што сака повеќе од образованието и од животот. Ајде за почеток, што представува оваа светска мрежа на училиште и како дозна за оваа можност? Фала на поканата. Само да кажам, прво гостувањето е на телевизија, не се забележува, да те пофалам. Фала ми многу. Голем тремаџија сум инаку. Не се забележува воопшто. Формално UWC е мрежа од 18 меѓународни средни училишта во земји како Германија, Сингапур, Танзанија, Есватини и Јапонија. За мене лично представува, како што вие рековте, најдобрата можност за размена на култури. Се изучуваат последните 2 години од средното образование и таму е една неформална средина каде што сите деца од светот доаѓаат во една заедница и заедно учат, заедно живеат. Јас лично дознав за оваа можност пред некои 11-12 години од прва рака од други ученици, меѓутоа од тогаш имаме и поголемо присуство и на социјалните мрежи и онлайн, па децата можат да дознаат буквално од секаде сега. Да, повеќе. Како што оди од година во година се повеќе и повеќе ни се достапни некои информации на социјалните медиуми. Учеше во Канада, кажав пред малку, како изгледаше еден типичен ден таму? Да, јас не сум многу утрински човек, станував некои 10 минути пред часови, што е супер затоа што сите деца на овие училишта живеат на самиот кампус. На самиот кампус. Да, и првите 4 до 6 часа од денот се формална настава во склоп на меѓународната диплома, меѓутоа тоа што го прави UWC посебно според мене е оној останатиот дел од денот, каде што има различни активности. Јас лично се бавев со астрономија и со кајакарење. Меѓутоа во другиот дел од денот имавме многу различни активности кои што ние сами си ги организиравме. Имавме регионални денови каде што на луѓето им давав да пробуваат ајвар, свиревме, зборувавме во дневните соби во резиденциите и неформално си го структуриравме денот и мислам дека тоа дружење е она што го дава впечатот на UWC. Да, различни култури, различни националности, сите со своји приказни од државите каде што доаѓате. Колку сето тоа влијаеше тие 2 години на твоето видување на светот? Да, морам да кажам, една типична генерација, има отприлика околу 100 ученици кои што доаѓаат од 70 плюс земји широм светот, значи навистина е меѓународна средина. За мене лично јас имав тројца цимери во првата година, бевме 4 во соба со уште тројца од Канада, од Бурунди и од Оман. За последниве 2 земји немав ни слушнато пред да отидам на UWC и мене најголемото изненадување ми беше колку всушност ние сме слични покрај тоа што доаѓаме од 4 различни континенти и веднаш најдовме заеднички јазик на музика, на спорт и станавме всушност најдобри другари покрај тоа што немавме никаква допирна точка можеби во претходните 16-17 години од нашиот живот. Така. А освен академската програма, кои активности и други искуства ти оставија најсилен впечаток? Да, тешко ми е да издвојам. Имало многу сигурно, да. Да, кажав конкретно кога се бавев со кајакарење и астрономија. Да, ни спомена пред малку. За астрономија конкретно моето училиште Пирсон во Канада го има најголемиот приватен телескоп во државата и имавме доста активности, не само ние да изучуваме и да го наблюдуваме небото, туку организиравме добротворни настани за останатите луѓе од средината да дојдат и да научат. Презентиравме и по сајми, соработувавме и со универзитетите локални, така да тоа беше одлична можност и јас детскиот сон да си го остварам од читањето на енциклопедии, исто така да помогнам на заедницата на еден начин. Што можеш да им кажеш на учениците кои се плашат дека не се доволно добри за една ваква шанса? Иако јас од оваа перспектива, кога ги гледам младите, посебно средношколците кај нас, можам само да кажам браво за размислувањето што ги имаат, паметот што го имаат и слично. Меѓутоа, ете, малку некогаш ни фали и самодоверба. Па што ќе им препорачаш на нашите средношколци во однос на твоето искуство? Да, би рекол, искрено јас за малку не апlicирав од истата причина. Би рекол дека најважно дека не бараме одреден профил на ученици, бараме едноставно деца кои што се активни и љубопитни, без разлика дали се
математичари, пливачи, дебатери, волонтери, сакаат да се занимаваат со социјални медиуми на некој начин. Значи, не е важно е дека да имаат да имаат отворен ум и да сакаат да изучуваат активности на овој начин, да се запознаат со луѓе од целиот свет. Со други средини, други култури. Да, така да најважното нешто е да се има отворен ум и да се пушти апликацијата, процесот го водат поранешни ученици. Како изгледаше процесот? Ете плюс го водат поранешни ученици, сите млади луѓе сте собрани на куп. Како изгледа процесот на аплицирање и како изгледаат интервјуата? Страшно е или не е толку? Па не е толку страшно дефинитивно. Значи апликацијата се состои од 7 кратки прашања и 2 есеи. Навистина не е тешка и пример за едно прашање како на некој од Нов Зеланд би му објаснил што значи зборот баксус. Значи буквално се забавни и од отворен карактер, нема тука трик прашања или не е преакадемски или сув формуларот на некој начин. После тоа има интервјуа кои што не се само, значи дефинитивно не се испрашување на учениците, туку има и можности за групна дискусија и баш да се осознаеме од овој аспект кој колку е нели активен и љубопитен и секој дете има различен карактер, да му се даде можност да искаже всушност што го интересира и со што сака да се ангажира повеќе. Така. Каква поддршка доби кога станува збор за стипендија, престои, трошоци? Да, значи мрежата, меѓународната организација нуди стипендии кон нас како држава, кој што ние како комитет на поранешни ученици ги распределуваме. Меѓутоа и ние како комитет собираме средства посебно повеќе последниве неколку години. Во мојот конкретен случај, мојата поддршка беше целосно од самото училиште во Канада. Така. На кој начин сето ова искуство ти помогна во следните твои чекори, академски, лични, професионални? Па би рекол во сите три искрено. Академски најлесно беше поред изучувањето на меѓународната диплома. Се изучуваат 6 предмети од различни категории: математика, природни науки, општествени, уметности, јазици. И тоа беше одличен одскок за понатамошен упис на факултет. Меѓутоа, најважниот дел е оној личниот, пријателствата кои што ги добив таму. Најдобриот другар ми е од Јапонија, тој дојде во 2015 да ме посети мене и јас конечно успеав лани да отидам таму. И оние пријателства со луѓе од целиот свет се нешто што остануваат за цел живот и посебно ме направија поотворен за запознавање на луѓе од било каде понатака во животот. Но ете добро е да се каже сега си дома, сега си тука, тоа искуство го донесе дома. Не е целта на ова да ни ги земаат младите, ако можеме ете така понародски да се искажеме. Ти беше го собри искуството, си се врати дома, така. Дефинитивно не е целта да се има brain drain со оваа програма. Јас моментално сум делумно во Македонија, делумно во Англија. Добро, таков е светот денес. Да, се е глобално. Сепак си и дома, придонесуваш и дома. Да, дефинитивно, значи за мене најважно е да споделам ова искуство да го имаат деца од нашата држава, што е можно повеќе, бидејќи навистина беше трансформативно за мене и за сите оние останати во комитетот со кои што сме до денес блиски. Нема никаков притисок или никаква обврска или охрабрување луѓето да студираат во странство, можностите постојат секако. Така. Меѓутоа најважното нешто е самото искуство и голем дел од учениците дали веднаш или по завршување на факултетот или првите работни денови во странство, решаваат да си дојдат дома. Дали ова ќе биде твојата и порека за крај до учениците од Македонија кои што размислуваат дали да аплицираат? Или имаме и нешто плюс да дадеме? Да, значи дефинитивно би рекол има рок до 15 ноември, има многу време. Имате веб страна каде што може имаме, да ги mk.udavc.org, исто сме UWC Македонија на Инстаграм, може да најдете. Имаме инфосесии повеќето среди и недели, можете да го проверите распоредот, каде што може да знаете повеќе, да не прашате било какви прашања. Би рекол не се плашете и бидете свој во апликацијата и се гледаме на некој од инфосесиите. И уште едно само да кажеме на кои веб страни, бидејќи се преклопивме пред малку кога ти зборуваше, јас нешто те потпрашав, да бидеме појасни за сите што не гледаат, за повеќе информации. UWC Македонија сме на Инстаграм и mk.udwc.org. Така. Можеби дел од средношколците кои што треба да не гледаат утро во моментов се во училиште, но нивните родители, баби, дедовци ако не гледаат, може да ми пренесат секако и пораката. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Фала ви многу.